Иако различни, сите деца се исти. Децата имаат супермоќ. Во дворот на градинката децата беа собрани во круг. Се слушаше силна врева. На средина во кругот стоеше едно дрвено конјче. Јас треба да си играм со конјчето, затоа што сум највисок од сите, викна Филип. Не, јас треба да си играм со него затоа што јас сум женско и имам предност, рече горделиво Бојана. Епа јас сум машко и јас ке го земам конјчето да си играм со него, се истурка Марко. Јас сум најстара тука, што значи конјчето доаѓа со мене, заклучи Ивана. Јас, мене, се слушаа викотници. Учителката внимателно ги слушаше сите. Се наведна, го зеде дрвеното конјче и ги замоли да седнат на тревата. Набргу сите седнаа во круг. Вревата се смири, а учителката праша: Деца, дали знаете дека сите вие имате супермоќ, исто како суперхероите? Децата зачудено се погледнаа помеѓу себе. Супермоќ, суперхерои, почнаа да шепотат. Знаете ли која е вашата моќ? Продолжи учителката. Децата, наместо одговор, поставуваа прашања. Имаме моќ, леле, имаме моќ, како Супермен? Не, како Бетмен. Се прашувам каква моќ имам јас, како самовилите Винкс, шушкаа децата. Учителката се насмевна и почна да им објаснува. Вашата моќ е уште поголема. Вашата моќ се нарекува детски права. Тоа значи дека сите вие имате право да го кажете вашето мислење. Исто како што сега сите си го кажавте своето. И не само тоа, имате право да играте, да одите во градинка и училиште, да бидете лекувани кога ќе се разболите, да се храните правилно, да пиете чиста вода, да имате дом и семејство. Имате право вашите родители да се грижат за вас, да ве чуваат. Детските права ве штитат исто како што чадорот ве штити кога врне дожд. И тоа без разлика дали сте машко или женско, или каква боја на кожата имате, или каде живеете. Иако сте различни, сепак сите сте исти. Сите сте деца. Имате право да имате другарчиња, да си играте, да се веселите, да бидете среќни. Затоа што не е забавно кога се игра сам, зарем не? Децата ја слушаа внимателно својата учителка. Се погледнуваа меѓу себе, се загледуваа еден со друг, но и во конјчето, кое беше во рацете на учителката. Како да се прашуваа што треба да сторат сега. Учителката само ги гледаше и молчеше. И наеднаш сите се гушнаа и почнаа да се договараат како заедно да си играат со дрвеното конјче. Јас мислам дека донесоа правилна одлука, а вие?